Големи количини фекалии помешани со алги пливаат во Велешкото езеро Младост. На брегот се чувствува лошиот мирис кој доаѓа од водата, која во моментов е ризична за живиот свет и капачите. Тоа го утврди Хидробиолошкиот институт од Охрид во анализите кои покажаа високи нивоа на органско и фекално загадување на езерото. Езерото умира е меѓу главните заклучоци на биолозите од институтот. Загадувањето доаѓа од околните населби каде се изградени десетици објекти, но не се приклучени на водоводната и канализационата мрежа, велат локалните власти и издруженија, но посочуваат дека изворите допрва треба прецизно да бидат утврдени. Информациите се уште не се конкретни. Од страна на Државниот инспекторат се направени истражување и контроли и инспекцијски надзор, така да голем дел се сомничи на дел од јужната страна на селата кои не се поврзани во колекторскиот систем. Претпоставувам дека оттаму преку Отовичка река доаѓа и најголемото загадување баш во овој залив кој сега го гледате. Над 120 тони беа извадени од оваа маса со алги во изминативе денови во акција направена од спортски риболовци, жители и компании од Велес. Од Здруженијето Бабуна велат дека треба да се извадат уште 500 тони. На брегот на езерото веќе се изградени ресторани и хотели, а дел се во процес на изградба. Во околината има населби со викендици. Од општина Велес велат дека објекти се градели и претходно, но никогаш не забележале вакво загадување. До овој момент се уште немаме прецизна информација дека загадувањето доаѓа со пропуск на фекали. Сите тие претходно приклучоци постоеле и во изминатите години, па не се појавиле вакви загадувања на Велешкото езеро. Но како и да е, ќе се проверат сите приклучоци на водоводната и канализационата мрежа од страна на јавното комунално предпријатие Дервен. Иако од општина Велес велат дека е формирана работна група која ќе бара решение на проблемот, дел советници бараат да биде свикана итна седница за решавање на проблемот. Општина Велес може да преземе многу мерки со цел да се подобри состојбата во езеро Младост. Во самиот извештај, па ќе речеме од Хидробиолошкиот завод, стоат по конкретни мерки што они ги препишуваат и они ги препорачуваат со цел да се преземат за да се подобри состојбата на езеро Младост. Овде, на крајот на август, треба да се одржи традиционалниот пливачки маратон, но маратонците ќе пливаат само ако се реши загадувањето. Забрана за капење се уште официјално не е воведена. Општината е организатор на маратонот и ние сме совесни предси одговорни, нема да пуштиме ниту еден капач во Велешкото езеро доколку навистина ги добиеме повторно лошите податоци, значи во таков случај нема да го организираме маратонот. Од Хидробиолошкиот завод препорачуваат алгите да бидат итно отстранети, но и материите кои се наталожени на дното на езерото. До тогаш, погледот на езерото, каде голем број луѓе се рекреираат, ќе биде на големата кафеава дамка.